Продолжува да расте бројот на затруени лица со храна од виница кои се лекуваат на инфективното одделение во болницата во Штип. Во текот на денот, таму е препратено уште едно лице со слични симптоми како и кај останатите пациенти кои изминатите денови беа хоспитализирани во оваа здравствена установа. Според тврдењата на затруениот, тој претходно консумирал сендвич од дуќан за брза храна, пошто се здобил со силни болки во стомакот проследени со повраќање и диареја. Од Штипската клиничка болница потврдија оти лицето е задржано на лекување и веќе е преземен неопходниот медицински третман со натамошна обсервација на состојбата. Претходно на инфективното одделение беа примени 7 други пациенти, од кои најмладиот е на 13 годишна возраст. По лекарскиот третман, кај нив клиничката слика има подобрувања. За сега се уште не се готови резултатите од испитувањата на примероците од храна и од работните површини во сендвичарницата за која постојат сомневања дека е причинител на труењето. Во меѓувреме, по налог на санитарниот инспектор, таа доби решение за забрана за работа, а од Центарот за јавно здравје во Кочани очекуваат дека податоците од испитувањата треба да пристигнат в среда. Од болницата во Виница пак рекоа дека во текот на викендот повеќе лица се пожалиле на симптоми на труење, при што бројката надминала 100, од кои дел имало и вработени во виничка компанија. Инаку, ова е второ поголемо труење со храна во оваа општина, откако минатата недела 5 лица беа задржани на лекување во Штипската болница, бидејќи се пожалиле дека консумирале производи од слаткарница.